Сезонскиот зеленчук доминира на зелените пазари во регионот. Топлото време го зголеми родот кој годинава е со висок квалитет, одлични приноси и со ниски цени, на чие формирање најмногу влијае немањето извоз на странските пазари. Оваа година има добар род. Има добар род, ама нема цена. Значи, до време дошо, не знам, важно, нема извоз, нема ништо и многу поевтино и Производителите се загрижени дека ако наскоро не се изврши откуп на родот кој заради високите температури нагло се зголемува, не ќе може да го вратат ниту вложеното во производството. Квалитетот е добар, само многу нагло температурата варира. Топло, ладно. Ако нема извоз, нема откуп, банкнотираме. Проблемот со немањето откуп на големо најмногу го чувствуваат градинарите кои произведуваат само една култура. Затвореноста на рускиот пазар ги погодува и одгледувачите на зелка, за кои исплатлива откупна цена од 15 до 20 денари за килограм, а моментално на големо се откупува за 10 денари и помалку од тоа. Ние сме срумиџане и така, немаме поварувачка. Многу тешко. Нема извоз. Цената е 10 динара моментално. Откупна цена на големо и така многу е тешко. За земјоделецот е погодена година. Најтешката година е моментално. Најмалку погодени со ниските цени на сезонскиот зеленчук се производителите на коренести плодови, чија цена е стабилна, а и побарувачката е голема. Денеска највеќе оде броколото и тиквата. Највеќе денеска. Од новата брокола прв пат издева, централната прв пат издева, значи броколото и тиквата издеват највеќе денеска. Се троши му главно тоа највеќе. Цената на тиквата 100 денари килото, на броколото 250 денари килото. Производителите сметаат дека овие проблеми ќе се надминат само со откупни центри и со организиран откуп на сезонскиот род. Сметаат дека само така ќе може да се реши сегашната состојба во која трговците заработуваат многу повеќе од производителите на храна.